Овче поле, машка носија. Овче поле или Овчеполието е котлина и област во Македонија, која се наоѓа источно, односно од левата страна на реката Вардар. Во најголем дел, Овчеполието влегува во состав на општините Свети Николе и Лозово. Најголемо населено место во областа е градот Свети Николе. Населението во областа говори на овчеполскиот дијалект. Бројноста на турското население имало големо влијание врз носијата од овој предел, како на пример платното аладжа, кенарлија платно или специфичните тантели сорки, кои се плетени во турско-ориентален стил, го потврдуваат влијанието на турската мода во овој крај. Машката носија во овче поле ја сочинуваат кошула, гаќи, фистан, елек, појас, чакшери, антерија, пешкир, џубе, гуња, кумтеш, чепкен, чорапи, тозлуци и капа. Кошулата е од бело домашно кенарлија платно, долга до над колената, кроена било од преден и заден стан, со долги, рамно кроени ракави, на краевите набрани со манжетни. Јаката била во вид на тесна лента околу вратот. Долниот дел од кошулата се разликувал во две варијанти. Првата била секојдневна кошула, долниот дел кроен од клинови. Втората кошула во долниот дел била скроена со многу поголем број на клинови. Била празнична кошула и била позната уште како тоска или врчкана кошула. Гаќите се изработувале од истото платно како кошулата. Ногавиците во горниот дел биле широки, а надолу кон глуждовите се стеснувале. Во горниот дел околу појасот биле наврчкани, односно набрани со врвка. Фистан е вид на здолниште, долго до колената, кроено со 70, 90 или 100 ребрењака, односно клинови. Се облекувал врз кошулата. Го носеле мажи до возраст, се додека можеле да играат на оро. Елекот е горна до појасна облека, без ракави, изработена од аладжа платно, тоест на црвена основа со дискретни пруги во кафена, сина, бела и црна боја. На градите е преклопен, се закопчува со копци на левата страна. На градите, на едната страна, имало и џеб. Појасот е волнен, ткаен. Должината му е околу 5 метри, а ширината околу 25 сантиметри. Над него се опашувал потесен појас зуница, а врз него и кожен каиш. Чакширите се изработени од клашна во сура боја. По рабовите се украсени со гајтани. Антеријата е куса до појасна облека, со долги ракави, изработена од истото платно како елекот. Се носела наместо елекот или под него. Пешкир или вута скутина, изработен од една дипла, ткаен во прави хоризонтални, црно-бели шари. Во долниот дел има орнаментирана бордура, а долг е до под колената. Џубе е горна облека од црн шајак, долга до колената. Се носела на венчавка и за поубави прилики.
Кушљак е зимска облека. Наметка, изработена од сура клашна и бил долг до колената. Ракавите можеле да бидат до лактите или долги. Кунтеш е сточарска наметка без ракави, изработена од бела клашна. Чепкен е масивна сточарска наметка, кроена како пелерина без ракави. Во долниот дел била многу широка. За пример, доколку тој што ја носел бил качен на конј, со неја можеле да бидат покриени и јавачот и конјот. Бришалката е украсна крпа од бело платно, а на кревите богато орнаментирана. Летно време се носела на главата, како заштита од сонцето. Секојдневно се носела прикачена на појасот. За празници, на појас се носеле по 2 бришалки или се носеле 2 вкрстени бришалки на градите. Чорапите се волнени и плетени на црвена основа. Висината им е до колената. Орнаментирани се по целата должина. Најпознати се колајли и чорапи. Во поново време се изработувале целосно црни чорапи. Тозлуци се вид подколеници, изработени од шајак. Се закопчувале од внатрешната страна на ногата, а под колената се затегале со дизги, тесни појасчиња. Како капа се носел црвен фес. Постарите околу него носеле замотана бришалка.